Овие 4 беспилотни бродови се меѓу најновите додатоци на американската морнарица, морски ловец, Сихавк, Номад и Ренџер. Летово морнарицата на САД му овозможи посебен пристап на гласот на Америка да ги фотографира за прв пат. Нема вода, нема тоалети. Наменети се само да ги управуваат луѓе во и навело пристаништето од безбедносни причини. Командантот на американската морнарица Джеремаја Дели во интервју за Гласот на Америка вели дека ја предводи првата дивизија составена од далечински управувани бродови или чамци дронови. Дели вели дека овие беспилотни бродови, кои моментално се пилотираат, може еден ден да ја овозможат на морнарицата подобро да патролира на огромно распространети 165 милиони квадратни километри на Тихиот океан. Јапонија, Сингапур, Јужна Кореја и Кина имаат програми за развој на бродови без екипаж. Поранешниот виш функционер на Пентагон во Азија, Ренди Шрајвер, вели дека чамците со беспилотни летала се од клучно значење за одржување на слободен и отворен Индо-Пацифик, наспроти растечката и наметлива кинеска војска. Просторите кои креираат тензии секако се зголемуваат. Мислам дека автономните или беспилотни возила за под вода или на површина се поевтини. Тие овозможуваат да не се ризикуваат животите на морнарите. Джеймс Сибенс, соработник за одбрамбена стратегија во Центарот Стимсон, изрази загриженост дека овие бродови би можеле да станат поатрактивна воена мета. Кина, например, може да смета дека бродот без екипаж е мета за тестирање на противбродска ракета што нема да скилира. Зибенс вели дека и покрај загриженоста, бродовите без екипаж би можеле да бидат критични во одговорот на кинеската агресија врз Тајван. Командантот Дели вели дека беспилотните површински бродови треба целосно да се интегрираат во американската армија во следните неколку години.